Јавното обвинителство и поранешните директори на Тетовската болница останаа на различни гледишта за пожарот во модуларниот ковид центар. Во своите завршни зборови обвинителството тврди дека доказите понудени во текот на судењето потврдиле дека двајцата директори не поставиле противпожарни апарати во објектот и сториле тешки дела против општата сигурност. Флорин Бесими и Артане Теми, иако имале обврска, не обезбедиле апарати за гасење пожар, па јавниот обвинител побара двајцата да бидат огласени за виновни. Тие пак во својот завршен збор побараа ослободителна пресуда. Неколкумина сведоци потврдиле дека во модуларната болница имало противпожарни апарати, а раководните луѓе не биле вклучени во процесот на предавање на објектот. Според роднините на загинатите пак судењето наликувало на квиз, апелираа до институциите да не дозволат други да ја доживеат нивната трагедија. Ова како гледав јас внатре не чинише дека се суди никој. Јас се гледав, се слушав тамо како квиз играат. Едниот прима дека имал ПП апарат, другиот излегува дека нема ПП апарат. Ама не е важно дали има или нема. 14 души загина таму, никој не зема одговорност за тие случаи. И апелирам на целата држава да се разбудат од спиењето, нашите ги изгубивме, да не ги изгубат другите. Пресудата за пожарот во модуларната болница Тетовскиот суд ја објави во петок. Ова е второ судење за случајот. Со претходната пресуда Бесими и Теми беа осудени на условни затворски казни, а болницата казнета со 1 милион денари. Повисокиот суд ја укина пресудата, по обвинетите се вратија во судница. Тетовската модуларна болница изгоре на 8 септември 2021, а во трагедијата загинаа 14 лица. Причините за избувнување на пожарот ги бараа и германски истражители. Беше утврдено дека пожарот го предизвикал продолжен кабел за струја на кој бил приклучен дефибрилатор и полнач за мобилен телефон. Зоран Јаневски, Сител телевизија.